Во ургентниот центар во Куманово регистриран е намален број на пациенти со сообраќајни повреди. Доктор Стефан Трајановски, специјалист по ортопедска хирургија во општата болница, смета дека сообраќајниот травматизам е значајно намален со примената на проектот Безбеден град. Заради поголема безбедност на граѓаните и во услови на високи температури, доктор Трајановски апелира да се избегнува движење во периодот на интензивно сончево зрачење, да се пијат доволно течности, да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и да се носи заштитна опрема. Травматизмот сообраќаен е знатно намален со примената на сепсите. Така да би апелирал до властите да продолжат со системот, да го надгледуваат, усовршуваат, затоа што навистина дава резултати во поглед на травматизмот. Ние кога сообраќајниот травматизам ќе го намалиме, намалуваме трошоци за лекување, намалуваме трошоци за боледување, намалуваме инвалидитет. Значи, вкупно трошоците се намалуваат и имаме посреќни и поздрави луѓе, нели? Така да јас очекувам во предстојниот период, кога ќе имаме погуст сообраќај заради користење на годишни одмори на нашите иселеници, кои си доваѓаат редовно и знатно во тој период се зголемува сообраќајот и се зголемуваше и сообраќајниот травматизам, се очекувам дека самиот систем на сите ќе даде резултати. Така да во тој поглед очекуваме подобрување во погледот на намален број на сообраќајни незгоди, но исто така би сакал да апелирам до нашите граѓани. Првин, да избегнуваат движење во период на интензивно сончево зрачење и високи температури. И ако треба и мора да се движат во тој период, еве почна топлите денови, да се хидрираат, односно да се носат вода и да земаат течности доволно. Затоа што намалување на течностите и дехидрацијата во системот во телото предизвикува намален фокус, концентрација, замаглен вид, вртоглавици, гадење. Значи една општа нелагодност која може да не доведе и во непријатна ситуација кога се наоѓаме во сообраќај. Затоа апелирам да се хидрираат редовно, да избегнуваат ако може движење на отворено сонце, да ги почитуваат сообраќајните знаци, да се придржуваат до препорачаната брзина. Особено што вие нагласивте, е знатно и приметливо кај нас во нашата работа носењето на заштитната опрема. Повредените во сообраќајот, кои што не носат кацига и заштитна опрема, која што е предвидена со законот, поминуваат многу полошо. Многу полошо. Значи, зборуваме за несакан исход, дури, па до инвалидитети од различен степен. Така да, нека се носат кациги, нека се носат заштитна опрема, заштитници, овие што се налетиши на тротинети, на колена, на лакти, и да внимаваат, како што кажав, на сообраќајните правила и на сообраќајните знаци. Исто така, ги апелирам до нашите граѓани, во пак ќе го нагласам тоа, по кој знае кој пат, особено луѓето кои што со хронични диагнози за хронични заболувања, како што е диабетот, како што се високиот крвен притисок, срцевите болесници, да избегнуваат движење при високи температури. Сето од високата температура генерално го оптеретува организмот, а да не зборуваме кај овие хронични болни што предизвикува. Сите ние кога ќе излеземе на улица, па и до продавница нешто да купиме, сме учесници во сообраќајот. Апсолутно. А ние сме во на такво поднебе кое што се карактеризира со голем број на сончени денови, а особено високи температури во летниот период. Иде период кога имаме интензивен сообраќај, тоа е факт, се враќаат нашите иселеници на годишни одмори и еве апелирам јас како здравствен работник кој што директно е изложен на влијанието на зголемен број на повреди во својата секојдневна работа, да внимаваат. Тоа и за нас е добро, тоа и за нашите сограѓани ќе биде добро.
Според податоците на Министерството за внатрешни работи во однос на прекршоците по системот Безбеден град во мај годинава на подрачјето на СВР Куманово регистрирани се 740 прекршоци. Од вкупниот број 700 се за брзо возење, 20 за поминување на црвено светло и 20 за нерегистрирано возило. Од почетокот на 2026 година до 1 јуни годинава на подрачјето на Куманово регистрирани се 129 сообраќајни незгоди, од кои 94 се со потешки последици и тоа 3 со загинати лица и 91 повредени лица, а 35 со материјална штета. Во 122 случаи учествувале патнички моторни возила, 2 тротинети и 21 мотоцикли, информираат од Министерството за внатрешни работи. По завршена истрага, основното јавно обвинителство Куманово денеска поднесе обвинителен акт против 25 годишен жител на општина Старо Нагоричане, осомничен дека извршил 4 кривични дела убиство, како и 2 обиди за убиство од истиот квалификуван облик. Бидејќи со умисла лишил од живот повеќе лица, му се заканува казна затвор од најмалку 10 години или доживотен затвор. Согласно извршените вештачења во текот на истрагата, делата ги вршел од други ниски побуди. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Куманово достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот. Со само 5 или 6 возила изминатата седмица се изнесувал сметот од Куманово, а оваа недела бројката на функционална механизација на јавното претпријатие Чистота и зеленило е зголемена на 11. Надлежните најавуваа дополнителен број на возила на терен, но во моментов се сервисираат. Денеска екипи на комуналното претпријатие започнаа со расчистување на дивите депонии на локацијата кај поранешен туш во Средорек и Бавчи. Во последните 15-20 дена имаме проблем со наша механизација, со наши возила. Значи, прошлата недела имавме само 5-6 камиони исправни кои излегуваа секојдневно на терен. Затоа на одредени места имаше проблеми, одредени приградски и селски средини. Имавме од наша страна нередовно изнесување и одлагање на отпад. Ние веднаш прискочивме од некои општини, добивме помош како Кавадарци и Липково, добивме помош од општествено одговорни компании како БДА Кланица. Притекна во помош, значи секојдневно луѓето работеа со нашиот екип. Воедно сакам да нагласам дека од понеделник навака ситуацијата со нашиот возен парк е за нијанса подобра. Од понеделник наваму секој ден искачаат околу 11 камиони автосмечари, специјални машини, грајфери и корпар. До некаде е подобра ситуација, се уште е критична, се уште е лоша. До крај на ова или следна недела очекуваме уште 4-5 камиони да не излезат од Серис и сведоци сме на високи летни температури, горештини. Отпадот е таков, се шири непријатна миризба, ние ќе се трудиме сето тоа да го средиме, да го од наша страна сервисираме како што треба. Бараме трпеливост од граѓаните, секаде имаме дежурни телефони, може и на мене секојдневно граѓаните ми се јавуваат, интервенираме секаде по потреба, се трудиме состојбата да ја нормализираме со отпад и се надеваме во периодот кој предстои дека истиот ќе биде како што треба. Најалармантна ситуација и состојба е управо со тие мали автосмечари, односиво со 3 до 5 метри кубни, значи со тие се дефект. Се трудиме најбрзо што можеме, значи тоа не зависи од нас, зависи од сервисерите кај ни се наоѓаат возилата. Има компании кои сака да ни излезат во престад, како што кажа пред малку, општествено одговорни компании се трудат, ни помагаат. Со граначалникот денови разговаравме, тој сериозно се труди и мислам дека прави напори за набавка на нова механизација. Истата треба одреден временски период да помине, да се направат сите финансиски анализи како што треба. Се надевам најалармантна состојбата со механизација, со камиони за изнесување и одлагање на отпад. Се надевам дека во период од неколку месеци, 3-4 месеца, дека ќе дојдат нови машини, нови возила и состојбата со отпад да се конечно, како да кажам, нормализира. Иако оваа депонија чистевме пред само месец и половина, повторно се соочуваме страшно ужасна гледка. Денеска работни екипи
на јавно предпријатие Чистота и Зелено ќе извршат чистење на овој терен, ќе го однесат овој отпад. Продолжуваме локалитет Бавчи, исто денеска таму ќе расчистуваме. Средорек населба, имаме ужасна гледка и таму. Значи сега дека што има диви депони, ќе се трудиме наредниве денови да ги расчистиме. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово вчера попладне час и половина интервенирале на опожарена сува трева во населбата Карпош, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Нивните колеги од општина Старо на Горичане гаснеле опожарено стрниште во селото Младо на Горичане, а во интервенцијата доброволно се вклучиле и 5 жители од селото. Во периодот од 15 до 18 јуни годинава делегација составена од градоначалници и секретари од 6 македонски општини учествуваше на студиска посета во Хрватска, посветена на развојот на граѓанските енергетски заедници. Представници на општините посетија неколку градови, каде се запознаа со успешни модели за активно учество на граѓаните и локалните самоуправи во производството, споделувањето и управувањето со обновлива енергија. Студиската посета организирана од Екосвест со поддршка на фондацијата Хайнрих Бел и Шведска придонесе за зајакнување на капацитетите на локалните самоуправи и отвори простор за понатамошна соработка и размена на искуства, пишува во соопштението испратено до медиумите од општина Куманово. На 21 јуни, кога сонцето го означува најдолгиот ден во годината, во 5 часот утрото организирано ќе се дочека изгреј сонцето на едно од највпечатливите места во Македонија, археоастрономската обсерваторија Кокино, информираат надлежните од националната установа Музеј Куманово. На настанот во Кокино ќе присуствува и министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Општина Куманово ги известува граѓаните за предстојниот втор третман на теристичка дезинсекција, односно третирање на возрастна форма на комарци, кој ќе се реализира на 23 јуни годинава. Третманот ќе започне на полноќ и ќе се одвива до раните утрински часови на повеќе локации во градот. Во случај на неповолни временски услови, третманот ќе биде одложен до првиот нареден ден, кога временските услови ќе дозволат да се реализираат планираните активности.